наша партнерска институција е Универзитетот на Југозападна Кина за економија и финансии во градот Ченгду. Тој е главен град на провинцијата Сечуан. Нашите граѓани слушнале многу за Сечуан. Повеќето од нив слушнале за Ченгду. Ченгду е град со 22 милиони жители, така една прилично голема развиена единица и ние во рамките на нашите дејности неколку пати, особено пред пандемијата, испративме наши курсисти, наши студенти на летен камп во градот Ченгду. Значи, тоа е една можност во која нашите граѓани се запознаваат со можностите на универзитетот, но исто така и добиваат едно изворно познавање за кинеската култура. Што се однесува до нашата држава, ако до пандемијата имавме курсеви исклучиво во Скопје, пандемијата и онлайн наставата ни овозможи едно проширување на територијата на целата држава, така што сега организираме паралелки направивме договори со неколку општини и организираме паралелки за изучување на кинескиот јазик, но исто така и за изучување на одредени кинески вештини во неколку градови. Можам да ги набројам, значи во моментов тоа ни се Пробиштип, Битола, Прилеп, Македонски Брод и Вевчани, како и општината Карпош, со која имаме една воспоставено една многу силна соработка и држиме курсеви по кинески јазик во основни училишта во општината Карпош. Така што бројот на ученици во моментот ни е над 1000, ланската година стигнавме до 1500, оваа година сме некаде над 1000, од кои најголем број се деца, значи во основно образование, кои понатаму очекуваме да дадат да напредуваат во изучувањето на кинескиот јазик и секако ќе дадат свој придонес во целокупната соработка на нашата земја со Народна република Кина. Инаку, што се однесува до културната соработка, значи имаме реализирано досега гостување на културно-уметнички групи од Кина кај нас, како и учество на наши културно-уметнички групи при прослава при одбележување на кинеските традиционални празници. Тука исто така би ги издвоил културните настани организирани од општините, како што ни беше во Ресен, денови на јаболкото. Во Пробиштип имавме таму еден културен настан, каде што бевме присутни, така прилично бевме поздравени, да кажам така, од присутните. Понатаму традиционални организации, односно организирање традиционални настани за денови на чајот. Тие се од наши невладини организации што ги организираат и тука сме перманентно присутни. Значи, тоа е по неколку пати во годината, бидејќи знаете дека во Кина чајот не е само напиток, чајот е традиција, ритуал, церемонија, но исто така и една социјална активност која на еден начин ние ја пренесуваме, ја прикажуваме и кај нашите граѓани во овие настани. Бенефитот, мислам дека е повеќе стран. Значи, младите може да се најдат себе си доколку сакаат да студираат на престижни универзитети во Народна република Кина. Понатаму, вие знаете колкав е степенот на економска развиеност на Кина, така што познавањето на јазикот за секој поединец, особено заинтересирани во бизнис секторот, секако може да биде еден огромен придонес. И при тоа, нормално дека познавањето на кинеската култура, кинеските традиции и меѓусебното, да речам, разменување на искуство во таа насока е од особен интерес на сите страни, а секако и ние, бидејќи нашата мисија е токму таа, да го изучувањето на кинескиот јазик и кинеската култура во рамките на Македонија.